И покрај бројните злоупотреби на државната помош од страна на компаниите, власта не го прифати амандманот на ВМРО ДПМН парите од петиот пакет мерки наместо на работодавачите да им бидат префрлени директно на работниците. Ниту предлогот помошта за плати да важи и за април и мај, а не само за февруари и март, и да биде неповратна, не беше доволна причина пратениците од мнозинството на Комисијата за финансирање и буџет да дадат поддршка. Според заменик министерот за финансии, буџетот веќе бил донесен, а исплатата треба да ја прават работодавачите. Рокот за аплицирање на компаниите и самостојните вршители на дејност погодени од кризата се продолжи до 30 април. Забелешката во однос на тоа да средствата бидат директно исплатени на работниците, а не преку работодавачите, исто така не може да се прифати од причина што платата ја исплаќа работодавач преку соодветни институции, односно преку евиденција, преку МПМ во управата за јавни приходи и така натаму, каде што се пресметува и пензиско осигурување и сите други давачки во однос на исплатата на плата. ВМРО ДПМН побара мерките итно да бидат изгласани на собраниска седница, иако сметаат дека се недоволни, како што истакнуваат, граѓаните не смеат да чекаат. Помошта, иако сметаме дека е недоволна, иако сметаме дека треба да биде на различен начин димензионирана, како и што кажавме во самите амандмани, сепак е форма на помош и нашата желба како пратеничка група е таа што побрзо да стигне до граѓаните. Сега топката е префрлена кај спикерот Џафери. Иако попладневната координација кај председателот на собранието не вроди со плод, Џафери не одлучи кога ќе закаже седница на која петиот пакет мерки и финално ќе биде одобрен од пратениците. Власта очекува седницата да се одржи деновиве. Денеска мислам дека собранието, односно службите се вакцинираат, значи останува врз на самиот преглед на наставени, односно на закажани седници. Веќе работиме на седницата која што веќе закажана од неколку денови. Јас се надевам и убеден сум дека тоа ќе биде во што можно најдобар брз временски период. Помош од државата ќе може да побараат работодавачи на кои им се намалил профитот до 30%, а 50% од парите ќе треба да ги вратат или да ги реинвестираат. Ќе аплицираат и компании кои се целосно затворени или работат со максимум 50% од капацитетот. Ранливите категории граѓани, работниците од културата, филмски и естрадни уметници до 31 мај можат да аплицираат за помош од 6000 денари. Петиот пакет мерки е со вредност од околу 160 милиони евра.